Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска на кардиоваскуларните болести се гледа како на вистинска епидемија. Според податоците на Светската здравствена организација, од болестите на срцето и крвните садови страда на вистина огромен процент од луѓето, а тие се исто така одговорни за 31% од севкупната смртност во светот. Но добрата вест е што овие болести се превентабилни, односно може да се спречат или пак да се одложи нивниот почеток и компликациите што произлегуваат од нив, влијајќи на факторите на ризик, како што се пушењето цигари, неправилната исхрана, физичката неактивност, но и контролирајќи ги крвниот притисок, шеќерот и мастите во крвта. На што треба да внимаваме, на што да обрнеме внимание за да го зачуваме здравјето на срцето? Ова прашање ќе го поставиме на денешната гостинка, доцент доктор Тања Ангјушева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Останете на телма, следува блок реклами, а веднаш потоа интервјуто на оваа тема. Жонглирањето меѓу професионалниот и семејниот живот на многу луѓе не им остава простор да се грижат за своето здравје. Што се треба да направиме и на што да обрнеме внимание, за што треба да најдеме простор за да го зачуваме здравјето на срцето, ќе ни појасни доцент доктор Тања Ангјушева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во Жан Митрев клиник. Докторке, драго ми е што сте во студиото на Телма, добре ни дојдовте. Подобро ве најдов, како што велиме ние во Македонија. Инаку, драго ми е што ме поканивте и што ќе имаме една интересна тема на разговор, затоа што, како што велат во земјите на Запад, не сме доволно богати да трошиме на лекување на последиците. Многу е поскапо. Многу е поевтино да навреме се открие проблемот, навреме се превенира, навреме се третира, за да може и да се спречат поедини состојби или заболувања кои што можат да настанат последично на проблемот кој што постои кај една индивидуа. Денеска ние издвоивме неколку факти кои што вие ќе ги искоментирате и ќе појасните дали на вистина се поврзани со кардиоваскуларното здравје, пред се со здравјето на срцето. Ќе започнеме од холестеролот. Вели, од покачен холестерол до атеросклероза и болест на срцето. Каква улога има лошиот холестерол, кој што се нарекува ЛДЛ? ЛДЛ. Врз здравјето на срцето конкретно. Иако е многу мал, холестерол со мала густина, меѓутоа е многу лош, како што кажавте вие. Лошиот холестерол е оној кој што во суштина се вовлекува под ендотелот на крвните садови и од него започнува процесот на атеросклерозата. Тој е виновен да се намали луменот, односно отворот или просторот каде што минува крвта во крвните садови, и намалениот лумен предизвикува да крвта нема правилен проток, туку да прави турбуленции. На таков начин се задржуваат крвните елементи како што се тромбоцити и започнува процесот на атероматоза во комбинација со тромбоза и настанува запушување, односно затнување на крвните садови, каде што е започнат тој процес. Тоа е суштината на настанување на акутниот миокарден инфаркт, тоа е суштината на настанување на каротидната болест, атеросклеротска причина или пак на заболувањата на периферните крвни садови на нозете. Значи, он е тригерот не само на миокарден инфаркт, туку и на триасот мозочен удар, периферна васкуларна болест, појава на гангрена на стопалата. Ако е во комбинација со покачен шеќер, мислам, може да настане уште поголемо пореметување во човековиот организам и многу по-брзо и флудројантно развивање на оваа каскада. Точно ли дека оваа состојба може да биде наследна, покачениот холестерол? Да, може. Постојат поедини фамилии кои што во своите гени имаат запишано и се пренесуваат од генерација на генерација и може да има покачување на вредностите на холестеролот, но за тоа сега сме среќни што модерната молекуларна диагностика овозможи да се направи таа генетска анализа и тие фамилии да се регистрираат и навремено сите членови во семејството да се препознаат и третираат на време за да се спречи процесот на атеросклерозата. Но најчесто е ненаследен, најчесто е стекнат од начинот на живот, начинот на исхрана,
најчесто е стекнат од некои коморбидни состојби како што се појава на хипотиреоза или пак е другарче на дијабетот и заедно со дијабетот го провоцираат и забрзуваат процесот на атеросклерозата. Инаку, интересно е дека пациентите кои што имаат покачен холестерол од почеток немаат никакви тегоби, за да со текот на времето можат да почнат да чувствуваат замор и некоја налагодност, покачен крвен притисок и сето тоа би требало веќе да им представува некаков симптом и знак дека треба да посетат лекар. Докторке, во некои земји има иницијатива кај децата да се испитува холестеролот од најмала возраст за да се знае дали всушност тие се носители на некаков проблем или не. Што велите за ова? Да, во поедини земји, посебно Шведска тука има предност, затоа што Шведска има направено најголема национална политика за превенција на атеросклеротската болест. Има најголеми регистри во кои што ги имаат регистрирано сите жители на Шведска кои што се со предиспозиција за развој на атеросклероза. Шведска го има воведено тоа во својата програма, пред се тука се опфатени децата кои што имаат прекумерна телесна тежина во однос на возраста и во однос на висината која што ја имаат и се опфатени секако оние деца кои што се членови на фамилии каде што се знае дека постои фамилиарна хиперхолестеролемија, односно фамилиарно покачување на маснотиите во крвта. Значи, овој податок би можел да биде корисен? Да. За да се спречи понатамошен проблем, бидејќи атеросклерозата се јавува уште во детството, може да се јави овој проблем. Одиме на... Морам ова да го кажам. Од своите професори научив дека атеросклерозата, а и во сите медицински книги пишува, атеросклерозата е процес кој што почнува од моментот на кога ние се раѓаме и доаѓаме на свет, а се забрзува со начинот на нашиот живот и секојдневието начинот на исхрана. Значи не прати од нултиот ден до крајот на живот. Затоа треба да бидеме внимателни уште од раното детство, значи како родители да бидеме одговорни кон своите деца, а и секако одговорни кон сопственото здравје. Одиме со следниот факт, вели, високиот крвен притисок го оштетува срцето. Сега тука ќе ви поставам едно прашање кое што произлегува од убедувањето на луѓето дека долниот покачен крвен притисок е тој што прави проблем со срцето. Не и горниот. Има ли вистина во ова? Па не баш. Мислам и горниот и долниот покачен крвен притисок се опасност за самото срце. Јас тоа би направила една пластична компарација. Што значи покачен крвен притисок за самото срце? Тоа е како да се пумпа, како да ставите една пумпа да пумпа вода, течност, меѓутоа низ многу тесен цевка со мал отвор, со мал фи, со мал луме. Таа пумпа ќе се умори и на крајот ќе се расипе. Истото се случува и со срцето. Во суштина, крвниот притисок се покачува кога се зголемува периферниот отпор, односно крвните садови, кога се стегнати крвните садови низ целиот наш организам и во тој случај срцето континуирано ја испумпува крвта и работи со поголем напор. Меѓутоа, тоа доведува да се задебели срцевиот мускул, пошто тој работи нормално под поголем напор. Тоа задебелување, таа хипертрофија што ја нарекуваме ние докторите, со текот на времето бара да се доставува поголема количина на крв. Коронарните крвни садови, тоа се крвните садови кои што излегуваат од аортата и кои што го хранат срцевиот мускул, имаат одреден капацитет да го снабдат тој срцев мускул со крв и со текот на времето доаѓа постепено недоволно снабдување на крв на срцевиот мускул, фактот на тие, ние вериме, транзиторни исхемии кои што настануваат кај пациентите со хипертензија и кои што се во периодите кога е висок крвниот притисок, доведуваат постепено срцевиот мускул да почне да слабее и од задебелен да се прошири. Пациентите вообичаено имаат и уште еден проблем. Значи, покачениот крвен притисок следствено доведува до зголемување и на левата предкомора. Тоа е дел од срцето во кое што се собира крвта богата со кислород од белите дробови. Меѓутоа, тој е многу битен дел затоа што таму минуваат спроводни патишта
кои што во суштина му ја даваат одредбата срцето како да работи. Кога се проширува левата комора, настанува ретроградно, наназадно проширување и на десната, и тоа доведува до настанување на ритм промени, места аритми. Се задржува крвта подолго време, можноста за настанување на тромбоза и тромбогени ефекти е поголема, така да овие пациенти со текот на времето добиваат аритми, добиваат мозочни удари од дисеминација, од расширување на тие тромби што се кумулираат тука, или пак може да добијат мозочни удари како последица на прскање на крвни садови во главата. И да не ја заборавиме една многу акутна состојба, која што е директно последица на високиот крвен притисок, кој што може да настане нагло, пулсно и промптно во високи вредности, која што може да предизвика прскање на аортата. Тоа е главниот крвен сад кој што носи крвта од срцето до сите органи. Оваа состојба вообичаено, ако не се препознае на време, а пратена е со една јака болка во гради, може да биде пратена со ладност во нозите, отсуство на пулс, колапсна состојба, и ако не заврши веднаш во установа каде што има можност за кардиохирушка интервенција, пациентите не можат, односно настраданите не можат да преживеат. Крвниот притисок е опасен и по видот, затоа што страдаат и крвните садови кои што го хранат окото, и на таков начин може да настане слабење и на видот, а да не ги заборавиме и бубрезите. Висок крвен притисок долго време доведува до промена на циркулацијата на ниво на бубрези, се пореметува нивната функција и настанува еден, ние го велиме лекарите, циркулус вициозус, односно затворен круг, каде што бубрегот пореметен штетно влие на срцето, а пак срцето му враќа исто така со негативен фидбек на бубрегот. Така, магепсан круг. Така. Затоа е важно да се регулира крвниот притисок, но што е, докторке, со нискиот крвен притисок? Може ли тој да го оштети срцето? Секој крвен притисок го оштетува срцето, и високиот и нискиот крвен притисок, мислам, нема разлика. Се смета дека диастолниот крвен притисок повеќе е поврзан со состојби на стрес, нервоза, напнатост, меѓутоа има и поедини заболувања кои што идат со покачен мал, односно диастолен крвен притисок, како што се инфилтративните заболувања на срцевиот мускул, каде што имаме промени на ниво на крвните садови. Без разлика, дали, пак ќе повторам, дали е систолен или диастолен крвен притисок, механизмот на оштетување на срцето е сосема ист. Одиме понатаму. Да. Веќе неколку пати јас го споменавте проблемот со дијабетесот, вели шеќерната болест е тивок убиец на срцето и крвните садови. Што му прават? Што му прави покачениот шеќер на срцевиот мускул? Покачениот шеќер може да биде да се појави од млада возраст, кога вообичаено се нарекува дијабет тип 1, или пак касно во адултна возраст, каде што се нарекува дијабет тип 2, може да биде зависен од инсулин, независен од инсулин. Меѓутоа, како и да е, секој вид на дијабет во суштина предизвикува да недостатокот на инсулин, кој што се јавува во циркулацијата, доведе да гликозата не може да навлезе во клетките. Штом гликозата не навлегува во клетките, клетките не можат да си обавуваат својата функција. Остануваат гладни. Тоа е механизмот кој што доведува до оштетување на срцевиот мускул, мислам мускулатурата со која што ние секојдневно го движиме, односно од локомоторниот систем со која што ние се движиме. Тоа е суштината на кое што дијабетот ги оштетува мускулните клетки. Но како делува на процесот на атеросклерозата? Затоа што е познато дека дијабетот делува токму и на овој механизам, суштината пак е поврзана со влијанието на инсулинемијата, каде што промената на функцијата на инсулинот доведува до наголемено депонирање на маснотиите и на лошиот холестерол под ендотелната клетка. Од друга страна имаме мускулните клетки кои што се на обвивките на крвните садови се гладни, немаат доволно шеќер, па тие побрзо некако ги примаат и ги акцептираат маснотиите, и на таков начин се забрзува
продирањето на на лошиот холестерол под ендотелот и на таков начин всушност почнува и се забрзува процесот на атеросклерозата. Од друга страна пак, високите вредности на гликемијата при диабет нерегулиран и неконтролиран доведуваат до промена на начинот на ослободување на енергија. И од процес и начин на ослободување на енергија кај што нема кисели продукти како резултат на тој метаболизам, се создаваат голема количина на кисели продукти кои што ние ги нарекуваме кетони. Кетоните или киселите продукти ги стегаат крвните садови и дополнително делуваат да се покачува крвниот притисок, да страдаат крвните садови, да страда срцето и повторно се појавува тој затворен круг на оштетување. Овој процес е подмолен, тивок, нема некоја јака симптоматологија и вообичаено пациентите кога се јавуваат на преглед веќе се со развиена коронарна болест, периферна артериска болест или пак каротидна болест, оштетени бубрези, пореметен вид. Одиме понатаму со уште еден ризик фактор за здравието на срцето, вели вирусните и бактериските инфекции може да бидат причина за болести на срцето. Докторке, дали секоја вирусна и бактериска инфекција може да го оштети срцето? Па добро, сепак постојат некои вируси и бактерии кои што ние велиме имаат кардиотропни ефекти. Кардиотропен ефект значи дека се имаат влијание најмногу на срцевиот мускул. Грипот може да го оштети, може. речеме? Грипот, ковидот знаеме дека. Ковидот и за жал почнавме веќе да се соочуваме со последиците од ковидот и појавата на пациенти кои што се со срцева слабост. Што е со стрептококните инфекции? Стрептококните... Многу се плашиме од нив. Точно. Секоја стрептококна инфекција на грло ќе ни го зголеми ризикот? Нетретираната стрептококна инфекција, стрептококната инфекција која што се повторува често пати, може да доведе на два начина оштетување на срцевиот мускул. Едно директно, ради влијанието на отровите кои што ги ослободува бактеријата и да предизвика миокардит. Меѓутоа, втората е индиректно, развивајќи еден имунолошки процес кој што доведува до таложење на имунокомплекси на ниво на залистоците и предизвикува настанување на оштетување на самите залистоци. И третата е ако влезе во крвта и се насели повторно на ниво на залистоците, може да предизвика воспаление на ендотелот, воспаление на залистоците и нивно трајно оштетување. Тоа се нарекува миокардитис, тоа е тоа? Кога е на залистоците и на ендотелот се нарекува ендокардит воспалението. Кога е на миокардот е миокардит, може да биде воспаление на срцевата кеса кое што се нарекува перикардит. Но многу опасно е кога настанува на сите три слоја на ендокард, миокард и перикард. Да настане. Да, и се нарекува панкардит. Морам да напоменам, без разлика кој вид на вирусна, бактериска, гавична инфекција го има во еден организам, зависно од отпорноста на самиот човеков организам, зависно од болеста која што е причина, може да заврши со септикемија, тоа е една многу опасна состојба, може да заврши со сепса. Сепсата директно влијае на оштетување на срцевиот мускул, директно влијае на залистоците, на ендокардот, перикардот, директно влијае на промена и директно слабење на работата на срцето. Значи доведува до срцева слабост. Да, доведува до акутна срцева слабост, која што ако не се препозна и не се истретира на време, може да заврши со смрт, или пак доколку се третира и пациентот преживее, може да заврши со трајна срцева слабост. Докторке, секој пациент што доживел вакво воспаление бактериско или пак вирусно на срцето на овие слоеви кои што ги напоменавте, ќе развие срцева слабост или не? Не. Бидејќи некои не ни забележале дека имале, еве да речеме миокардитис, воспаление на срцевиот мускул, на преглед им е кажано дека имаат промени на срцето. Да, затоа што може да биде лесна форма, тој миокардит, и може да се поврати назад срцевата функција. А може да се поврати? Може да се поврати ако се открие на време, дадат адекватни лекови и пациентот биде дисциплиниран во оној период доаѓа на редовни контроли. Например, има
од секојдневната пракса има пациенти кои што имале миокардити, кои што сосема добро се опоравени и имаат вратени се во нормален живот. Например, во екот и пандемијата на COVID-19 препорачано беше од Светската здравствена установа, а согласно и со тие препораки Европското здружение за кардиологија, Македонското здружение за кардиологија и ние како установа се придржувавме. Кај пациентите кои што поминаа COVID-19 им се препорачуваше диагностика со магнетна резонанца на срцето, за да се види дали промените кои што ги предизвикало заболувањето се трајни, структурни или пак се преодни. Пациентите кои што имаа преодни промени на вистина се вратија за одреден период од 6 месеци до година дена во нормален живот. Но за жал оние кои што беа со трајни промени, полека се ги следиме и тие се пациенти со еден добро оштетување на срцевиот мускул, кој што има шанса да заврши во еден траен стадиум на оштетена, изгубена срцева функција, меѓутоа повеќето од нив се придржуваат на препораките и засега се во добра состојба. Постои ли начин ова да се спречи, да се превенира? Инфекција. Не можеме да живееме под стаклено ѕвоно. Меѓутоа, ниту ние како лекари на секундарно терцијарно здравствено ниво, ниту лекарите во примерна здравствена заштита, не треба да, ниту пак самите пациенти пред се, не треба да гледаат онака беззазлено на беззазлените настинки. Колку е помал причинителот, толку може да биде поопасен. И заради тоа треба навремено да се придржуваат на препораките што ќе ги добијат пред се од матичните лекари, а потоа и од специјалистите каде што се упатени. Сега на следниот факт што ќе го проследиме во денешната телма амбуланта може да се влие и да се превенира, вели. Лошата хигиена на забите може да влие на здравието на срцето. Дали оштетувањето на непцата и кариесот на забите може директно да влие на функцијата на срцето? Да. Пред се морам да кажам дека оштетувањето на забите е резултат на лоша хигиена. Доколку правилно се одржува хигиената на устната шуплина, се отстрануваат вишокот на лоши бактерии кои што се собираат во устата, се задржува нормално тука треба да има и правилна исхрана, правилно пропирање на устната шуплина, затоа што вишок на кисели раствори доведуваат до разјадување на површинскиот слој на забите на глечта и го забрзуваат процесот на кариес. Развиениот процес на кариес не е ништо друго, туку на собрани бактерии. Тие бактерии, ако не се отстранат, полека постои шанса по крвен пат да дојдат во човековиот организам и најчесто се населуваат затоа што залистоците на срцето се делови кои што се многу мобилни, но и многу лепливи за тие бактерии. Најчесто се населуваат на митралниот залисток, тоа е залистокот меѓу левата комора и левата предкомора, аортниот залисток помеѓу левата комора и аортата. Населувајќи се тука, бактериите се предизвикуваат своји колонии и тие колонии како растат, понатаму поврзуваат, предизвикуваат воспалителен процес. Тоа е оној ендокардит што го спомнавме пред малку и може да доведат до трајни оштетувања на срцевите залистоци. Покрај забалото што може да предизвика ваква состојба, многу често кај особите од женски пол се гениталните инфекции, односно урогениталните кај особите од машки пол и гнојната ангина вклучително. Одиме понатаму, значи да внимаваме на оралната хигиена, мора да се внимава. Одиме понатаму, вели вродените аномалии на срцето може да бидат причина и за разни болести на овој орган. Важно ли да се детектираат овие проблеми веднаш по раѓањето, бидејќи се случува некои со години да живеат со некоја вродена мана и да не знаат за тоа? Многу е битно навреме да се детектира дали една особа има вродена аномалија на срце или не и да се класифицира во која група на вродени аномалии спаѓа таа промена. Има аномалии за жал кои што се односно особи за жал кои што се откриени многу касно во адултна возраст, кога веќе се настанати промени во циркулацијата, кога веќе не само срцето страда, него е променет и притисокот во белите дробови. И тоа се за жал иноперабилни состојби, тоа се пациенти кои што се во еден тежок стадиум на срцева слабост, зависни од лекови и неспособни за нормален живот.
Навременото дијагностицирање на аномалиите пред се е битно, затоа што сега постојат голем број на интервентни процедури и децата не мора да бидат третирани со хирургија, може да бидат решени со интервентна процедура како пандан на ставање на стент на срце. Меѓутоа, и ако треба хирургија, родителите треба да се сигурни секогаш дека хируршкото решавање во суштина им ја спречува срцевата слабост. Но за жал доаѓаат и деца со комплексни аномалии, кои што се многу тешки аномалии, кои што се поврзани со промена на целокупната циркулација и проток во белодробието, каде што и покрај хирургијата сепак имаат последици по живот. Затоа тука се колегите од областа на гинекологијата, можноста за пренатална дијагностика на вродени аномалии на срцето и нивните совети, се разбира младите мајки или оние кои што се во бременост, мораат да ги почитуваат за да има подобар бенефит за нивните деца во име. Ќе разгледаме уште неколку факти кои што се поврзани со здравието на срцето. Дебелината директно влијае на срцето. И како, докторке, сега дебелината пак влијае на работата на срцето? Дебелината настанува пред се како резултат на многу фактори. Фамилиарни навики во однос на начин на исхрана, нели, почнува од баба, дедо, не ми јаде дете во внучево, заслабено ми е и она навиките да постојано му се дава на детето да конзумира храна. Потоа во адултниот период се поврзува со неправилната исхрана, модерно кажано џанки храна, која што е богата само со калории, со масноти, а не е богата со квалитетни хранливи продукти што му треба на младиот човек. Продолжува понатаму во периодот кога расте, кога е поврзано со стресот, нервозата, напнатоста, успехот, неуспехот, депресивни епизоди, па поврзано со храна и неправилниот начин на исхрана поврзан со гладување и прејадување. Како и да е, дебелината што прави во суштина? Во суштина, дебелината се поврзува и го троши инсулинот во човековиот организам. Инсулинот пред малку го спомнав со процесот на атеросклерозата. Кај дебелите луѓе се лачи вишок на инсулин на ниво на панкреас, затоа што тој панкреас е навикнат континуирано да работи под напор, за да може вишокот на калории, вишокот шеќери што се внесуваат да се разложат. Колку повеќе се лачи инсулин, толку повеќе во особата се јавува чувството на глад. И не може да држи регуларна и редовна диета и пак имаме еден затворен круг. Колку повеќе јаде, толку повеќе се лачи инсулин и особата се повеќе и повеќе добива на тежина. Тежината како таква од една страна представува оптовар за самото срце. Нашето срце е направено да испумпува литри крв кои што генетски се запишани во нашиот код според нашите предиспозиции што ги носиме за некоја си идеална телесна тежина. Значи, кога особата станува дебела и добива прекумерна телесна тежина, се вели над 30% од идеалната телесна тежина, во тој случај веќе прв орган кој што страда, покрај панкреасот кој што работи како под напор, е срцето. Може со текот на времето и предизвикува срцева слабост. Срцето штом слабе, белите дробови ретроградно се оптоваруваат со вишок на крв, почнуваат и они да слабеат. Црниот дроб е под напон и не може да ги разложи сите тие вишок калории, се таложат масноти во црниот дроб. Црниот дроб се замастува, тоа замастување ја пореметува неговата функција како главен чистач на отровните материи од организмот и полека особата влегува во еден стадиум на метаболен синдром, каде што имаме во суштина не само заболување на срце, имаме на бели дробови, црн дроб, панкреас. Во еден одреден момент ќе се потроши тој панкреас, значи ќе настане и дефицит негов, ќе треба да му се дава инсулин за регулирање на гликемијата, инсулинот уште толку ќе ја зголеми дебелината. Затоа сме среќни денес што последниве десетина години веќе фармаколошката индустрија има isfрлено нова палета на лекови кои што ја сечат таа оска на зависност и помагаат да особите кои што имаат потреба од вишок на хранливи продукти да им се ствара и ситост и да нема таложење на маснотиите. Тие лекови секако треба да бидат препишани од страна на
лекар кој што ги следи, ендокринолог, треба да бидат добро проследени. А воедно таа група на лекови ние многу ги користиме во денешно време и во третманот на пациентите кои што се со срцева слабост, затоа што SGLT2 блокерите или Jardiance веќе популарно меѓу народот кај нас, навистина помага и во не само за регулирање на гликемијата, него помага и во регулирањето на срцевата слабост и во регулирањето и подобрувањето и превенција на бубрежна слабост. Докторке, пред да продолжиме понатаму, само да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања, телефонскиот број, наскоро ќе го видите на екранот. И сега, ова е еден интересен факт на кој што најдов и навистина би сакала да го искоментирате и да ни објасните зошто е вака. Вели, здравјето на срцето го нарушуваат строгите диети. Има луѓе што мислат дека се храна здраво кога ќе направат еден брз пресврт во начинот на исхраната, но се случува очигледно да внесуваат продукти кои што и не се толку здрави. И вели дека особено е проблематична онаа диета која што е со силно намален внес на холестерол. Да. Што сега би очекувале дека е здрава диета. Значи вака, секоја индивидуа треба да се храни со хранливите продукти од поднебјето од каде што потекнува. Многу штетно влијае на здравјето, затоа што ако се користат, нели, сега модерно е, вакви семиња, такви семиња, не знам што, меѓутоа ако не е од поднебјето од каде што потекнувате, ензимскиот систем кој што ние се раѓаме и го развиваме додека сме бебиња, не е подготвен да ги прифати сите тие хранливи продукти. Така. Значи, сепак, уште од тука почнува процесот на нарушување на здравјето. Едноличната храна исто така не е добра при применувањето на диетата. Гладување и прекумерни паузи од внесување на храна исто така потенцираат да во суштина се зголемува нивото на масноти. Зошто? Црниот дроб има особина и секоја клетка во нашиот организам има особина да памти. Така да ги памти и тие епизоди на хипогликемија, кога ради гладување организмот останува без доволно гликоза. Ради тие запамтени епизоди на хипогликемија, кога ќе дојдат хранливите продукти, таа во себе кумулира прекумерно. Тоа акумулирање прекумерно во суштина е процесот на настанување, на замастување на црниот дроб кај оние личности кои што немаат обичај да јадат регуларно и во умерени мали оброци, туку кои што гладуваат и наеднаш внесуваат прекумерна количина на храна. Невнесувањето на холестеролот, односно комплетното негово избегнување, може да биде многу страшно, затоа што во еден одреден момент може да доведе до ниско ниво на холестерол во крвта. Но холестеролот не треба да заборавиме, не е штетен, туку штетен е ако е прекумерен. Инаку е потребен, инаку е неопходен, затоа што влегува во градбите на сите мембрани. Значи, влегува во градбата на мембраната на секоја клетка и кога го нема доволно, настанува дестабилизација на стабилноста на мембраната на клетките од кои што е изградено секое живо суштество. Од друга страна пак, кога не го внесуваме доволно, не може да се создадат нормално и хормоните кои што се врзани со холестеролот, пред се машките и женските полови хормони, па предизвикува, како што и вишокот на холестерол предизвикува пореметување кај жените на менструалниот циклус, полицистични јајници и слично, така и недоволното внесување на холестеролот може да предизвикаат проблеми од недостаток на женски и машки полови хормони. Друго што многу треба да се знае, дека храната е всушност батерија. Храната представува вид батерија со енергија, која што ние ја внесуваме за да можат нашите метаболни процеси нормално да функционираат. Кога нема храна, метаболниот процес не е онака како што треба, на кој што е навикнат човековиот организам. Во тој случај што се случува? Прво се трошат резервите, а на крајот веќе, кога и тие резерви ќе се потрошат, човекот продолжува да функционира на ниво на белковините кои што ги има вградено во сопствените мускулни влакна. И настанува на таков начин, ние велиме атрофија, односно губиток на мускулната маса. Губитокот е овој стадиум, кога веќе има губиток и на мускулната маса, значи
многу опасен за самата индивидуа, затоа што е поврзан со тешко пореметување на одбранбениот систем и индивидуата станува подложна на разни видови инфекции и минимална инфекција може да заврши кај таа индивидуа со последици. Затоа, колку прекомерниот внос на храна е штетен, толку и неправилното држање на диета и неправилниот и неравномерен внос на хранливи продукти е штетно. Значи умереноста е всушност тајната на здравието. е тајната и правилно внесување на одредена количина и јаглени хидрати, белковини и масноти. Се што е прекумерно се не е во ред. Така е штетно. Следното вели, социјалната изолација и осаменоста го нарушува здравието на срцето, но и лошо контролираниот стрес. Многу луѓе, особено кога се повозрасни, се жалат на осаменост, постојано седат дома, пред телевизор се. На каков начин па тоа сега може да го оштети срцето? Значи, депресијата е еден период, една состојба која што за жал може да ја зафати секоја индивидуа и на онаа најсрекна, најздрава. Секогаш има некој момент. Значи депресијата всушност е проблемот. Депресијата е. Секогаш има некој момент кој што може да го скрши внатрешниот духовен мир кај секој човек. Депресијата од своја страна може да биде многу опасна. Може да е последица од исцрпеност на секојдневен стрес, или доаѓа момент кога ни доаѓа се преку глава, или пак може да е согласност на некои емоционални состојби кои што се случуваат и ја обкружуваат индивидуата. Возрастните луѓе најчесто доаѓаат до овој момент кога доаѓа моментот на пензија, се затвараат и некои од нив се чувствуваат непотребно веќе и исто така многу лошо влијае на здравието на индивидуата. Зошто? Затоа што се намалува лачењето на хормонот на среќа, кој што во основа е двигател, ние го имаме и тој се наоѓа се лачи преку епинеалната жлезда горе во самиот мозок и кога се намалува хормонот на среќа, полека не натиснува депресијата. Ендогените ендорфини кои што ги имаме ние сите, тоа се и епинефрин и норепинефрин, катехоламини кои што ги има секој човек, кои што се лачат природно и кои што се последица на стресот и механизми на реакција на стресот во суштина се намалуваат. Како тие се намалува целиот тонус, индиректно се намалува и доведува механизмите. Тие механизми доведуваат и до намалување на имунитетот. Се намалува компензаторските механизми на самото срце. Незадоволството доведува до емоционално влијание и покачување на крвниот притисок. Срцето доаѓа под оптовар. Се врзуваме или личноста, индивидуата се врзува или за прекумерен внос на храна или за недоволен внос на храна, ќе заврши или во дебелина или во кахексија, во слабост. И тоа е еден круг кој што на вистина делува многу негативно и многу штетно по здравието. Секогаш кога имаме такви блиски треба да им се помогне. Социјализацијата, враќањето назад и обкружувањето со фамилијата се првиот многу важно и многу па и здравје се вели по дефиниција на светска здравствена состојба е благосостојба на благосостојба на емоционално, метаболно, психичко, значи сите компоненти ги опфаќа, не само физичкото здравје на човекот. Многу е опасно кога оваа состојба ти се јави кај пациенти во болница. И многу тешко е да се извлечат од состојба, посебно кога се работи за тешки болни. Потешко се опоравуваат тие пациенти? Потешко се опоравуваат тие пациенти и затоа тука оптимизмот е важен. Оптимизмот е важен, пристапот на секој лекар е важен кон тие пациенти, но воедно треба да има и адекватни психолошки служби кои што помагаат да се извлече пациентот од кризата. А што со оние изливи на бес што понекогаш ги имаме? Ќе се изнервираме, ќе се изнавикаме. Не се така лоши. Не се така лоши, добро, че полошо да држиме во себе отколку да се изнавикаме, добро. Не се така лоши, да се ослободиме. Меѓутоа сепак треба секој човек ни секојдневието да научи да ги контролира тие состојби и да може да си створи внатрешна рамнотежа што помалку да го преовладуваат. А некогаш не се. Некогаш не може да се контролираат. Сите сме сведоци на тоа. Одиме со следниот факт, вели и лековите може да влијаат на здравието на срцето. Значи едно лекуваме, а друго оштетуваме. Дали има некои конкретни лекови кои што
на кои што треба да бидеме особено внимателни, па да правиме некакви контроли на срцето доколку ги земаме. Да, например, постои популација на луѓе поради нивната примарна болест, тоа се пациентите со малигни заболувања. Лековите кои што ги земаат, навистина имаат свој негативен ефект на работата на срцето. И драго ми е што веќе се повеќе во Македонија се дава акцент на кардиоонкологијата и преку Сдруженијето за кардиологија на Македонија и на последниот митинг кој што беше, посебен акцент беше даден на оваа состојба. Колегите од онкологија исто така постои одлична соработка, така да пациентите кои што се под цитостатска терапија се упатуваат на редовни контроли, ехо прегледи, магнетни резонанци, за да може навреме да се вклучат оние лекови кои што им се неопходни. Обичаено овие пациенти добиваат хипертензии, тахикардии, па постојат и поедина група на кардиолошки лекови кои што може да им помогнат во оваа состојба. Прекомерното земање на седативи, нели, сега е модерна плејада и модерно време каде што сите земаме некој средство за смирување на моменти. Исто така многу лошо влијае. А ако се прекомерно, наркоманијата, морам да кажам, мислам и тука мора сите да обрнеме внимание околу нас, опојните дроги и зависностите многу влијаат штетно. Спаѓаат во група на опоидите, во некоја група на медикаменти. Постојат медикаменти од опоиди кои што мора да се даваат во поедини состојби, меѓутоа постојат и зависности во секојдневието кои што навистина токсично влијаат на срцевиот мускул. Овдека иако не е директно поврзано со лековите, меѓутоа морам да кажам екстази, Red Bull и слично, оние психостимуланси и кондиционери кои што енерджи дринкови, кои што се взимаат рекреативно при преголема употреба, имаат негативен ефект затоа што можат да предизвикаат тахикардија, тоа е забрзана срцева работа и можат да доведат до исцрпување на срцевиот мускул, затоа што посебно ако се во услови на дехидратација, дехидратацијата е поврзана и со губиток на нормално ниво на не само течност, него и нормално на електролити, можат да бидат и tekako опасни за младата индивидуа. Значи не е баш така беззазлено прекумерното користење и на енерджи дринковите. И за тоа треба да се биде многу треба да се внимава. Да. Имаме гледач, само ќе го замолам што пократко да го постави прашањето, бидејќи имаме само уште 3 минути до крајот на емисијата. Добар ден за него. Што да правиме? Дали може да го поставите прашањето најконцизно што можете? Да, може. Повелете. Благодарам. Поздрав до студиото. Благодарам. Видете, ве молам едно прашање до докторката. Блоксан за срцето. Дали можам да го пијам подолго време дека подобар со вака со срцето или да го прекинам? Тоа е една работа. Друга работа е притисокот ми е многу голем на сабајле. Само на сабајле ми се лоши. А иначе преку ден ми е на сабајле ми е 150, а преку ден ми е околу 120, испод 120, а нискиот ми е добар, низок ми е. Што е работава, дали е опасно нешто? Ви благодарам за вклучувањето, да немавте само некој подпрашање. Дали предпоставувам редовно си ја зема терапијата пациентот и во време како што е пропишано од страна на колегата лекар кој што го води. Мислам дека го немаме повеќе гледачот на линија. А овака, значи сите оние пациенти кои што користат блоксан, а блоксанот е група лекови од бета блокери, значи не би требало само иницијативно да го прекинат. Лекот е многу корисен и полезен и сигурно колегата кога му го препишал тој лек имал во предвид неговата диагноза. Во последно време, мислам, влезени се бета блокерите и во препораките за лекување и на хипертензија и на срцева слабост. Значи не би му советувала, а и сигурно колегата не би му го прекинал ако не му треба тој лек. Во однос на крвниот притисок, мора да се посоветува со лекарот кој што го води и да му го изложи овој проблем, за да може или тајмингот или времето на давањето на лековите да го помести, или пак да му даде лек навечер кој што во утринските часови би му го контролирал притисокот. И последниот факт во денешната Телма амбуланта вели физичката активност е предуслов за здравје. Дали секоја физичка активност, докторка, е добра за срцето?
физичката активност која што е адекватна, дозирана и редовно спроведувана е многу здрава за секој човек и секоја индивидуа. По последните сваќања, дури и кај пациентите со срцева слабост се препорачува одреден степен на физичка активност. Например, и Што не би се очекувало, нели? Што не се очекувало до сега. така? Например, кај пациентите што се со вештачки срца, исто така е препорачено физичка активност. Значи, зошто е здрава? Здрава е затоа што го подобрува процесот на циркулација, затоа што индиректно, значи, се активира мускулатурата, се активираат крвните садови, се подобрува статусот на вените, вренскиот повраток во срцето се зголемува, се подобрува количината на крв која што циркулира во човековиот организам. Од друга страна, препорачано да, меѓутоа многу е подобро физичка активност во природа, отколку физичка активност во затворени простории. Научно е докажано дека физичката активност во природа, поради поголемата концентрација на кислород, овозможува подобра потрошувачка и поголема количина на потрошени калории, за разлика од физичката активност во затворени простории. Која физичка активност не е здрава? Значи, и фитнес клубовите се во ред и многу се добри за секој здрав и прав организам. Меѓутоа, не е во ред ако една индивидуа не направи претходно контрола на своето здравје и се упати кон оној тежок степен на физичка активност. Ние сите во нас имаме една одредена генетска предиспозиција како да изгледаме. Некој ќе има големи бицепси, меѓутоа не може секој да има големи бицепси затоа што генетиката не му е таква. Употребата и злоупотребата на сите оние хемикалии кои што ги даваат за хипертрофија, за наголемување на мускулатурата, доведуваат до оштетување на срцето и не се препорачливи. Не само на срцето, меѓутоа доведуваат и до оштетување на бубрезите. Затоа јас препорачувам посебно на младите луѓе и им препорачувам физичка активност, па и на возрастните, да, меѓутоа во консултација со лекар, а посебно за младите не физичка активност со злоупотреба на хемикалии. Јас ви благодарам многу за вашето денешно исцрпно појаснување на оваа тема. Можеме само да споменеме дека и веројатно сонот влијае на здравјето. Многу. Колку часа, доктор, би требало да спиеме? Значи, 7, 8 или колку ни се спие? Може ли прекумерниот сон да представува проблем? Старо правило кое што треба да се практикува за здрав живот. 8 часа да се спие, 8 часа да се работи, 8 часа да се ужива во животот. И прекумерниот сон, за жал, не ни знак дека нешто се случува, меѓутоа и не ни дозволува да уживаме во животот. Така, значи и да уживаме во животот 8 часа и тоа е многу важно. Да, многу е битно за здрав живот. Ви благодарам многу што денеска сте во студиото на Телмо. Последните интервјуа ни беа онлайн, но вака на вистина има многу поинаква енергија. Благодарам. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната емисија, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска гостинка во студиото ни беше доктор Тања Ангјушева, доцент доктор Тања Ангјушева, кардиолог. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не секој работен ден кога заедно учиме за нашето здравје.